точно дека левицата не треба да се занимава со националното прашање. Мене ми е жал што ние мора во сега некои прашања кои беа затворени повторно да ги отвараме и повторно да објаснуваме колку е македонската нација конститутивен елемент на македонската држава, дека со овие процеси веќе се сведуваме на ниво на етничка група, дека ние веќе одиме забрзано кон една федерализација, али апсолутно ние дури Што ќе значи федерализација за Македонија? Што ќе значи федерализација за Македонија? Па откажување на сите идеали за кои се бореле нашите претходници. Така од Гоце Делчев навам? Па апсолутно. Па и пред Гоце Делчев би рекла. Во однос на тоа национализмот, ете и хистеријата дека левица е фашисти, значи јас секогаш кога се разгледува некое прашање сметам дека мора да се разгледува во историскиот контекст кога се случува прашањето и сите процеси кои му претходели, како се причинско-последично поврзани. Така да ние не можеме да збориме само за национализам и де факто лош национализам. И не можеме да ставаме знак на равенство помеѓу сите национализми. Јас, значи, ние може да разговараме за прогресивен национализам наспроти империалистички анационализам. Тоа нас не се случи за референдумот. Дали ние може да го изедначиме, да речеме, национализмот на французите во Африка со национализмот на поребајните народи во Африка. Таа е таа дистинкција која ние ја правиме. Браво. И од кои партизаните меѓу другото, значи и тие биле апсолутно националисти, па Коста Солев Рацин бил, јас пак ќе се повторам, тој мислам дека е еден од ретките кои така извонредно има посветено и цело описание за Хегел, кој извонредно има опишано маката на обичниот работник, нели во неговото описание резултатот тој има еден добар цитат каде што вели дека работата, рушењето на овие услови под кои работам е далеко попродуктивно отколку условите под кои работам. Така да тој едноставно многу добро ја опишал опресијата на македонскиот работник и земјоделец. Он бил член на комунистичката партија. Не знам дали знаеш дека тој бил избркан одреден период од комунистичка партија затоа што во тоа време отишол кај српскиот бан за да му ја издаде книгата Бели мугри и комунистите тогаш научиле дека отишол кај банот и го избркале од партија еден Коста Солев Рацин. Па кога почнала војната и ова интересна анегдота, тој излегол и се покрил со пепел. Као окей, го признавам срамот, но барем дајте ми пушка да се борам. Така да дури еден Коста Солев Рацин и тој самиот, ако ги гледате неговите дела, па дури еден Блаже Конески, зборувале дека ние мора претходно да ја зајакнеме националната гордост кај македонскиот народ, да го убедиме во неговите сили и да се обедини пролетаријатот во тоа движење, за да може да ја добие националната и социјалната слобода. Така да јас воопшто не би била изненадена сега овие прогресивни анационални или граѓани на светот, па може би Кочо Рацин утре Занив да биде фашист, затоа што буквално кај нас доаѓа до една хистерија да ако знаете како оние кои ги избришаја македонски од институциите, па и оние кои беа амнестирани за воени злосторства, оние кои се поклонуваат пред бугарскиот фашизам, ако тие се антифашистите на денешното време, тоа јас драго би била на другата страна, дефинитивно.